Дали виде, даде изјава некни во петокот дека тие сметките каса прими, дека се низок степен на обвинување и дека он ги видел од телевизија, не му е познат тој случај, ама тоа бил низок степен на обвинување и не може да почне процедура. Слушај ме сега вака. Да. Значи, само што го завршив, имав една изјава, Да. значи беше кажена од мене во друго време, во друг период, меѓутоа сега ја ставив на хартија Да. и таа изјава сакам да ја пратам да биде до јавниот обвинител. Значи, тука се работи за детали, за периоди, за денови, за контакти, кој бил, како бил, кога се взимале парите, колку пари тогаш, колку друг пат, како се настанати касите прими. Значи, све до детале. Тоа е некаде околу 8 страни и таа изјава ја опатувам директно до Зврлевски. Значи, тука се факти, аргументи и на еден начин да го испровоцирам да излезе повторно на преси и да видиме како ќе ја брани министерката. Очигледно е дека од тој режим, од таа диктатура, да излезеш и со воз документи и аргументи и докази, џабе ти е се. Меѓутоа ќе се бориме до колку што можеме. И ќе ми биде задоволство, ако сакаш ќе ти го пратам тоа. Да. Цели го, може да се консултираме, мислам, сепак јас сам се борам, знаеш како е тоа, не е така баш едноставно. Министерката, сигурно си следал тоа, веднаш од кога излезе тоа, го искоментира кусо само дека не сака да коментира работи кои што ги изнесува осуден криминалец, кој е во бегство за тебе. Виде, за тоа го и тоа тука пишувам, јас не сум осуден, значи јас сум осуден по притисок на начин на кој е опишено сето тоа, ќе видиш. Значи, нити се испочитувани доказите, нити законот. Јас имав 3 ослободителни пресуди. Два пати истата судијка која носеше ослободителни пресуди, ја сменија од судскиот совет, ставија друг судија. Па и третиот судија донесе ослободителна пресуда. Па нели ти е сумливо малку како може од 3 ослободителни пресуди да некој добие 6 години затворска казна? Мислам, треба да се запрашат луѓето кои што се во тие кругови, во судството, во тие органи, во обвинителството. Не знам, ти можеш да пласираш, она може да излезе на телевизија, на камери да каже се. Да. Ама јас спорам за фактите, ајде да ги вештачеме касите прими. Јас ви тврдам дека ракописот Загорец Тумовски што пишува тие работи, сите са мои, сите са неизини. Значи, моето име и презиме, датумите, цифрите во пари, евра, сето е тоа неизин ракопис. Значи, тука нема ништо страшно. Во Фокус интервјуто тврдиш дека 3 години траеле контактите меѓу тебе, Груевски и Јанкуловска. Значи, тука е со детали, мислам, буквално све. Да. Значи, доколку се покрене истрага, она треба веднаш да е во притвор. Ќе го прочиташ и ќе видиш точно, значи се работи од периодот од 2005, 2006 и 2007 година. Добро. Значи, буквално сите средби, сите контакти. Значи, тука веќе зборувам за средби каде, во кој кабинет, во влада, во партија, кој бил присутен, како бил присутен. Значи, работи кои што како еден исказ, како една изјава, му послужуваат на било кој јавен обвинител во демократска и правна држава да спроведе истрага и да никој не може да избега од загина. Иначе тоа што ти го зборат дека јас сум осуден криминалец, тоа се приказки за мали деца. Тоа јас кога им давав пари, прво јас сум 7 години бев директор на Сава Табак, председател на одбор на директори. Бев 5 години во Јака Табак. Они сега можат да омаловажуват ликови, луѓе, фигури, меѓутоа ти можат од позиција носител на Алфа, на Канал 5 и на пресконференција да си кажат тоа што сакат да го слушнат другите. Иначе луѓето кои ме познават мене многу добро ме знаат.
и од ВМРО, и од ЦДСМ, и од бизнес лобито. Јас не сум случаен и обичен човек. Не ќе да ти пуштам слики од венски витези, од минчовци, јордановци, од глупости.